предвремени парламентарни избори 2020. Интервју со Мартин Костовски, кандидат за пратеник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата Можеме. Почитувани слушатели, добар ден. Како што најавивме во студиото на Радио Бум, точно во 13 часот, гостин во живо ни е кандидат за пратеник најпрвин и председател на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово, господинот Мартин Костовски. Господин Костовски, добро ни дојдовте во студиото на Радио Бум. Добро ве најдов, благодарам за вашата покана и стварно многу ми е чест и задоволство што ќе имаме можност пред нашите сограѓани во Куманово директно да разговараме за сето она што направивме во кампањата, што планираме да направиме една сюжетна линија и да ги повикаме кумановци да дадат подршка за број 3. И мене ми е драго што сте ни тука, да позборуваме малку, нели ни остана уште само 2 дена од кампањата, доколку го сметаме и денешниот ден, значи 2 дена, утре се завршува и кампањата за предвремените парламентарни избори. И тоа, ова кампања ја водевте за време на корона. Како ја поминавте изборната кампања? Дали имавте време да ги направите сите средби со граѓаните? И како беше со оглед на тоа дека имате поминато многу изборни кампањи, значи имате искуство во кампањите? Како беше оваа кампања? Малку необично, нели? Апсолутно дека сте во право. Јас по 6-ти пат сум шеф на општинскиот изборен штаб на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово и малце хронолошки да се вратиме неколку недели наназад. Првично беше многу големо оптеретување како за нас, така и за граѓаните. Кога ќе бидат изборите, како ќе се справиме со корона кризата, вирусот, дали ќе продолжи да ги демне нашите стравови и нашите животи. Меѓутоа, лидерите на политичките партии најдоа консензус во делот на датумот на изборите, 15 јули е денот. При тоа имаме сосема нова ситуација, нова за нас, не знаеме со што и како ќе се соочуваме на самиот почеток од кампањата, меѓутоа, за разлика од нашиот политички противник ВМРО ДПМН, па можам да кажам слободно и останатите наши политички опоненти, единствено Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Можеме, апсолутно крајно ги почитува сите здравствени протоколи за водење на кампањата. Многу пати до сега тоа беше и пракса, ги гледате нашите активности преку социјалните медиуми, преку медиумите, преку телевизијата. Се трудиме максимално да не загрозиме буквално ниту еден живот, туку да разговараме на теми, на простори каде што може тоа да се деси. Ги гледате нашите средби дека се на 2 метра растојание, со средства за дезинфекција и така натаму и така натаму. Ги почитувате, значи, здравствените протоколи. Какво е расположението кај граѓаните? Искрено тоа не кажам, интересира најмногу. Јас сум презадоволен од тоа што го имаме како фидбек во самата комуникација помеѓу нас и кумановци. Освен овие средби што ги правиме на отворено преку целни групи, почитувајќи ги при тоа, морам пак да потенцирам сите здравствени протоколи, разговараме со луѓето и непосредно во дворовите, на некоја определена дистанца, разговараме за сите проблеми, од она што најмногу ги демне и ги загрижува кумановци, комуналните проблеми, меѓутоа тука разговараме и за придобивките кои што се направени во овие реално 2,5 години власт на Социјалдемократскиот сојуз, каде што председателот Зоран Заев беше председател на партија, нашиот сограѓанин Оливер, нашиот другар, 6 месеци е технички премиер за спремање на предвремените парламентарни избори. Кумановци ги знаат сите придобивки кои што се дадени за овој град, го знаат расположението, атмосферата во време кога СДСМ е на власт, а знаат за жал како и владее ВМРО, односно они 11 години режим не се така далеку, туку се некој наше блиско минато и правиме паралели. Разговараме на отворено прашање со секој еден наш сограѓанин, во секое место ги посетивме буквално сите местни заедници, разговаравме со сите, со стари, со млади, со мажи, со жени, со деловите од Тромеѓа, како се вика, па до железничка станица Черкезе, преку Љубодра, Кумендол, Горно Којнаре, Центар, Гоце Делчев, Панче Пешев и така натаму и така натаму. Мислам дека кумановци се многу интелигентни луѓе, многу паметни луѓе, осознаени луѓе и верувам дека на денот на изборите, на 15 јули во среда, ќе знаат да направат дистинкција помеѓу доброто од лошото, помеѓу просперитетот, враќањето назад во некои мрачни времења и повеќе од сигурен сум дека Куманово како бастион на Социјалдемократскиот сојуз повторно ќе го оправда тој епитет и повторно кумановци ќе дадат глас за Оливер Спасовски, односно
бројот 3 на гласачкото ливче. На овие избори одите со слоганот "Можеме". Како ја прифаќаат? Кажавте дека добро е расположението кај граѓаните, разговарате со нив и за комуналните проблеми. Како ја прифаќаат вашата програма, нели со оглед на тоа дека слоганот за изборите "Вие можеме", за да продолжите со вашите проекти кои што ги имате веќе започнато? Да ќе кажеме дека вие сте позиција или власт, имаат ли барања граѓаните, пофалби, критики? Апсолутно, значи, како што кажав и предмалку, ние се соочуваме со секакви реакции од граѓаните. И тоа така треба да биде, таа интеракција треба да биде на секој еден политичар на рамниште, за да може да се реши еден проблем, не да се бегаат проблемите. Многу е лесно за нас како политичка партија, бидејќи сме ставени на избор на она што е сторено за овие 2,5 години. Само за експлицитна компарација ќе направам, влеговме во НАТО. Огромен успех. Од 1991 година во плурална Македонија, како почне повеќе партискиот систем во државата, сите политички партии до една ветуваа во своите програми, во своите комуникации со граѓаните дека единствена и главна цел ќе биде влезот во НАТО и во Европска унија. Меѓутоа се најде еден храбар, силен, мудар човек што се вика Зоран Заев. Првин ги реши сите проблеми со нашите соседи, од договорот со Бугарија, историскиот договор со Грција, односно Преспанскиот договор, континуирано добрите односи со нашите соседи како што е Србија, Република Косово, Албанија. Многу вложи во делот на едно општество за сите, во делот на еднаква солидарност и праведност како основни постулати на социјалдемократијата, буквално во пракса, секој еден во државата да може да се чувствува како еднаков граѓанин со секој друг од останатата националност, и концептот "Можеме", односно нашиот предизборен слоган е токму така осмислен и направен за да можеме да продолжиме уште подобро, уште повеќе да сториме. Тука за вредно за споменување е самиот факт дека за неколку пати ги зголемивме примањата, односно платите во здравствениот систем, на специјалистите, на лекарите, на медицинските сестри, на сите оние што го сочинуваат медицинскиот персонал. И од тука, од ова место, од Радио Бум, сакам да се заблагодарам на сите здравствени работници што може би ова мотивација преку платите допринесува тие лавовски да се борат во делот со справување со корона кризата. И покачивме пензиите за 720 денари и со годишното согласување на пензиите, тоа ќе крајното зголемување ќе биде 900 денари. Субвенциите на времено се исплаќаат, стапката на невработеност ја затекнавме во 2016 година на 24%, а во моментот е 16,2%. Значи тоа никош не се случило во државата. Сето тоа допринесува да може слободно да ветиме дека во мандатот 2020-2024 година стапката на невработеност ќе биде едноцифрена, односно под 10%. Сет на мерки кои што на вистина кумановци ги препознава. Познатата реченица и говорот на председателот Заев дека државата му должи на Куманово веќе во пракса се остварува. Гледате дека во Куманово се случува ситуација на едно градилиште. Сите регионални патишта во градот се завршени. Од времето на Тито, како што знаеме многу пати до сега, да кажеме, километри патна инфраструктура се комплетира. По завршна фаза е и реконструкција на искриниот мост. Во наредниот период, како што ветуваме во самата програма на активности на парламентарните избори 2020-2024 година, дека во периодот кога ги решивме сите проблеми и камени на стопнување, ќе се сконцентрираме на домашен терен. На домашен терен да одржиме и лекција и час по она како треба да се има економски патриотизам. Патриотизам за да може секој еден од нас да остане да живее во Куманово, во Република Северна Македонија, бидејќи дома си е дома. Сето тоа го правиме со зголемување на платите. Сакам да ги подсетам и слушателите на Радио Бум дека на почетокот на практицирање на власт од страна на СДСМ просечната плата беше 8.500 денари. Сега е 14.500. Нашата заложба е минималната плата до 2024 година да биде 20.000 денари. Просечната плата достигна 27.500 денари. Нашата програмско ветување и определува е платата на минимална да достигне 34.000 денари. Сето ова е вложување во човекот, во личноста, во нешто што може да значи креирање на семејство, останување на живот, работа и функционирање дома во Куманово, во Македонија.
Само да ги подсетиме слушателите дека во студиото на Радио Бум во живо ни е гостин кандидатот за пратеник од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата Можеме, господинот Мартин Костовски, кој инаку е и председател на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово. Кажавте дека Социјалдемократскиот сојуз е бастион во Куманово или Куманово е бастион на Социјалдемократскиот сојуз. Секогаш сте на власт локално. Дали тоа ви оди во прилог сега во изборната кампања, бидејќи сите проблеми и потреби на граѓаните во општина Куманово и соседните општини ви се блиски? Кога беше ВМРО ДПМН на централна власт, кога беше, велевте дека тие ги кочаат проектите за да не можат да се реализират. Колку сега ви оди во прилог што централната власт е ваша, локалната власт е под Социјалдемократскиот сојуз? Па да, првин кажавте дека практицирање на власта на локално ниво, за наша среќа, цело време во раците на Социјалдемократскиот сојуз и многу пати знаеме да кажеме, да се пофалиме дека буквално се што е направено во градот Куманово е направено од страна на Социјалдемократскиот сојуз. За компарација, периодот на владење од 11 години на централно ниво на ВМРО ДПМН, Куманово буквално го немаше на мапата на државата. Кога го реконструира граничниот премини на автопатот од Табановце па на кај Куманово, една табла не сака да става. Знаете дека село Речица имаше патока ставла, а Куманово го немаше никаде. Инвестиција на ВМРО ДПМН за 11 години во Куманово беа 2 тениски игралишта кај спортската сала. Буквално ништо немаат вложено во овој град. И тоа кумановци го знаат, тоа го чувствуваат кумановци. Тоа не е нешто ново. Грижата за Куманово, страна на СДСМ е на многу повисоко ниво за разлика од ВМРО ДПМН. За среќа, сакам да потенцирам дека кога партијата е на власт како што е СДСМ, кумановци се во преден план. Во време на ВМРО ДПМН немавме еден виден функционер од Куманово на високите државни позиции. Сега имаме премиер од Куманово, имаме министар за земјоделие, имавме 2,5 години министар за внатрешни работи. Имаме многу поголема застапеност на кандидати за пратеници на самите листи. 6 кумановци се на листа на коалицијата Можеме и едноставно многу е јасна разликата помеѓу односот на СДСМ и односот на ВМРО ДПМН. Ме прашавте дали е лесно или е добро, или дали е ви оди во прилог, нели? Да, нормално самата власт. Сите овие инвестиции кои што ги кажав веќе се чувствуваат во Куманово. За вредно за споменување и одлуката на владата која што одели директна помош за изградба на локални патишта на територија на државата од 70 милиони евра. За Куманово се одделени 1,6 милиони евра изградба на локални патишта. Има голема ставка во делот на реконструкција и изградба на канализациони и водоводни мрежи. Она што впрочем на секој граѓанин му е неопходно. Многу пати зборуваме за НАТО, за Европска унија, меѓутоа тоа не е нешто материјално, не е канал, не е водовод, не е клупа, не е фасада за да може ни да се допри, да се почувства, меѓутоа ова беше еден предуслов за да сериозно, силно чекориме напред. Тоа НАТО, што го спомнуваме сите, е друштво на богати, силни и моćни сојузници. Ние сме 30-та земја членка на НАТО. Ова е чест за нас како држава да може да седиме со нашите партнери и да градиме една сигурна иднина за нашата држава. Впрочем, многу пати на сите настани и на сите изјави на председателот Заев сакаме да се пофалиме дека веќе имаме имотен лист за државата. Имотен лист значи интегритет, суверенитет и неспорна територијален интегритет на државата. Тоа го знаат кумановци. Уште повеќе во соработка со градоначалникот и локалната самоуправа, бидејќи неопходно да има ветар во грб и локалната самоуправа и Максим Димитриевски градоначалник за да може уште повеќе и уште подобро да ги решава комуналните проблеми. Гледате дека во изминатите неколку месеци за среќа и во периодот на корона кризата, која што несомнено се преточува и во економска криза, локалната самоуправа изнаоѓа можност и финанси да ги решава и комуналните проблеми. Се надевам и сум сигурен дека во наредниот период уште повеќе градоначалникот и локалната самоуправа помогната и од страна на централната власт ќе направат една ренесанса во делот на инфраструктурата во градот Куманово.
Водите позитивна кампања, подпишавте и кодекс, но од вашите против кандидати сте обвинети за грила акција со летоци со навредлива содржина за носителот на листата Владо Мисајловски и Антонио Милошевски. Вашиот коментар за тоа што вчера можевме цели буквално низ цело Куманово да ги видиме тие Значи, пред да летоци. се качам во студиото на Радио Бум, се видов со мојот против кандидат Бране Петрушевски, разговарахме на оваа тема, се договоривме дека на самиот почеток на кампањата ќе водиме една фер, демократска кампања, бидејќи после 15 доаѓа 16. Ние сме кумановци, град кај што буквално сите меѓу себе се познаваме, имаме коректни односи, политиката е една страна, нормалното однесување на кумановци од друга страна. Како млади луѓе, и јас и Бране, сакаме да дадеме пример на едно ново демократско европско однесување. Може да дискутираме, да дебатираме, да се спротивуваме со аргументи и факти делот на нашите програми, меѓутоа не треба да се однесуваме крајно примитивно во делот на она што некогаш може би било во самите кампањи. Со летоци, значи, јас можам да кажам дека сум сведок и видов многу летоци со навредлива содржина и за Оливер Спасовски, за Зоран Заев и за Радмила, меѓутоа мора да се подсетиме и на црнилата кои што беа присутни за време на 11 години режим од страна на ВМРО ДПМН. Дека ви е битно нели да ја освоите и власта, ги гледаме и вашите спотови на социјалните мрежи, доста сте активни, ги знаете проблемите, ги знаете барањата на граѓаните. Што е лично вас најмногу ве засега? Што да се направи за Куманово? Значи, сме активни на социјалните мрежи. Впрочем, тоа беше и наша заложба у делот на осмислување на самата кампања. Да бидеме многу по-присутни на социјалните мрежи, бидејќи буквално од 7 до 77 години секој еден во Куманово е присутен дали на Facebook, Instagram, Twitter, и е многу битно присуството. Самата корона криза не го наметне тоа темпо да бидеме што поприсутни на социјалните медиуми. Гледате дека преку донаторски средства, тоа се, верувате, лични средства од членовите на партијата. Поставуваме клупички, поставуваме корпи за отпадоци, поставуваме табли со нови коши. Се тоа што може ситно да се направи нормално преку допринос од добронамерници и пријатели на партијата. Меѓутоа, што мислам и највише му фали на Куманово? Во нашата програма неколку пати досега кажавме дека реконструкција на 3 фундаментални споменици на градот Куманово ќе се направат во период од 4 години. Тука пред се мислам на спортската сала. Спортската сала е изградена 1980 година. Тоа го кажав и во вчерашното видео кое што го пуштиме на социјалните медиуми, од само допринос на кумановци, од страна на тогашните многу јаки предпријатија, пред се како Искра и ФЗЦ Куманово, и некако сите емотивно сме премногу вржани за таа спортска сала. Имаме успеси како што се златните денови на боксот во градот, ракометните златни шампионски денови на купот на освојување на Чевро Куманово, кошаркарските успеси кои што ги има Куманово, и за жал 2002 година тогашната влада на ВМРО ДПМН подпишува крајно лош договор за концесија на сите спортски објекти, како што е фудбалското игралиште, градскиот стадион, Соколана, спортската сала, стрелиштето, и од завод на времето сите проаѓаме и гледаме у каква очена ситуација се. За среќа, владата, предводена од Зоран Заев и СДСМ, ги врати сите спортски објекти на привремено користење на локалните самоуправи од 4 години со тенденција да имаат можност за трајно користење и управување на истите. Во програмата и во буџетот на државата ќе бидат определени средства за реконструкција на самата сала. Мислам дека градоначалникот на последната средба што ја имавме со спортските работници потенцираше дека 6 милиони евра ќе бидат потребни за реконструкција. Значи за атмосферска канализација, ладење, грење на салата, кровна конструкција, подна и така натаму. Соколана е посебна приказна за кумановци. Може би јас сум возраст која што ги нема почувствувано тие познати спортски збиднувања и тие игранки што ги сите зборуваат, меѓутоа, бидејќи живеам непосредно во Соколана, и јас многу пати знам со моите деца да прошетам, да го почувствувам духот на таа Соколана, и знам во разговори со моите сограѓани, комши, пријатели во Соколанскиот парк колку значи тој објект за нашиот град. И тука ќе бидат предвидени средства за реконструкција
на самата Соколана и споменик Костурница, ги знаете на сите слики за Куманова, го отворите на Google или на интернет, прво што ќе го видите споменикот Костурница. Тоа е еден монумент од страна на Втората светска војна, на нашите предци кои што биле соборци, и мислам дека е нешто потребно за Куманово, освен значеот за борците од Втора светска војна, ќе биде едно место за излет и рекреација на кумановци. Во делот на инфраструктурата, инветувам на кумановци како иден кандидат за пратеник и пратеник во собранието на државата дека ќе направам се во буџетот да влезат изградба на сите канализациони системи во градот Куманово. Пред се мислам на канализација на населот Иго Тричковиќ и сите останати делови од градот, како што е Романовце и други рурални средини, односно селски средини кои што немаат канализациони системи. Ваквиот пример за грижа на Куманово е изградбата на канализација во селото Тромеѓа. Сериозен проект, ветува многу години, е во завршна фаза со средства одобрени од премиерот Зоран Заев и ресорните министерства. Потоа многу значено за кумановци е изградбата на патната инфраструктура. Знаеме дека живееме во голема општина, 120.000 жители, а патната инфраструктура и не е баш за пофалба. Меѓутоа, верувајте дека градоначалникот Максим Димитриевски се соочи со финансиски проблеми, сега општината е раздолжена, има можност за сериозна, амбициозна програма за асфалтирање на сите можни патчиња во нашата општина. Да се надеваме дека сето она што е предвидено и дека ќе биде исполнето еден ден. Што покажуваат анкетите? Колку пратеници очекувате да добиете? Последната анкета, јас сегаш ги коментирам агенции кои што се релевантни, не партиски нарачани анкети, каде што нормално секоја партија ќе има желба и воля да биде најдобра на самата анкета. Моја проценка е дека Социјалдемократскиот сојуз ќе формира влада заедно со останата албанска партија која што ќе има најмногу гласови освоено, а при тоа многу пати знаеме да потенцираме дека овие избори сме исправени пред неколку непријатели. Политички, во секој случај. Првин е ВМРО ДПМН како идеолошки наш противник, потоа е партијата ДУИ, која што нормално и самиот председател Заев, раководство на партијата, во многу прилики уназад кажа дека е се камен за сопнување за сите оние реформи кои што треба да се направат за брзо, цврсто чекорење кон евроинтеграцијските процеси. И третиот наш непријател е стравот од коронавирусот. Затоа можам слободно да кажам дека гласањето ќе биде во крајно безбедни услови, почитувајќи ги при тоа сите здравствени протоколи. Затоа и денот на изборите ќе трае 2 часа повеќе. Гласачките места ќе бидат отворени во 7 часот наутро, а ќе трајат до 21 часот. Ако можеме да отидеме во маркет, ако може да отидеме во парк, верувајте дека може да отидеме секој 2 до 3 минути на гласачкото листче, при тоа носејќи маска, користејќи средство за дезинфекција и да направиме она што е наша и граѓанска обврска на некој начин. Јас пред кумановци можам слободно да речем дека новата влада ќе биде предводена од СДСМ, а новиот премиер ќе биде Зоран Заев. Почитувани слушатели, да ве подсетиме само дека во студиото на Радио Бум ние кандидатот за пратеник од Социјалдемократски сојуз и коалицијата Можеме Мартин Костовски, кој воедно е и председател на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз. Разговараме за предстојните парламентарни и предвремени парламентарни избори кои што ќе бидат на 15 јули, а денеска сме и предпоследниот ден од кампањата. Господине Костовски, ајде, вие како председател на општинска организација на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово, успеавте ли да ги сплотите скараните страни во партијата или оние струи кои што се издвои, за кои што се зборува дека не се сакаат, делуваат различито? Како е во моментов? Знаете како? Тоа е богатството на една демократија. Многу често знаеме да кажеме дека нешто кога ќе изгубиш, тоа ќе почне да ти фали. Ние се боревме на еден концепт или систем или диктатура, како сакаме да можеме да ја наречеме, 11 годишно владење на ВМРО ДПМН, каде што
Говорот, одлуката на Груевски беше последно што се слушаше. Богатството на Социјалдемократскиот сојуз во општинската организација е можноста секој да го каже својот став онака како го чувствува и мисли. Ако мислите на поделби, далеку дека има поделби. Меѓутоа, убавината на демократијата и слободата е да може секој слободно да го каже и изрази своето мислење. Верувате дека општинската организација никогаш не била посплотена, помотивирана да се добијат овие избори во Куманово, а впрочем имаме и ветување пред председателот Заев дека ќе направиме убава победа против ВМРО-ДПМНЕ. Пак ќе кажам дека и однесувањето, мислењето мое лично како председател на општинска организација, на градоначалникот и на премиерот и на секој еден функционер или обичен член по партијата е добре дојден. Повеќе глави подобро размислуваат и секогаш се наоѓа најисправното решение за граѓаните. Се надевам дека во наредниот период ќе продолжиме со различити идеи, различити мислења, различити препораки како еден проблем треба да се реши, како да се пристапи кон решавање на секој еден проблем, како да изградиме став по определена работа и така натаму и така натаму. Верувате дека СДСМ во Куманово е единствено и победничко. Она што следното ќе ве прашаме дека по прв пат во овој состав на владата имавме министер за внатрешни работи и премиер од Куманово. Дали ако победите на овие избори можеме да очекуваме високи позиции во централната и извршната власт и секако нешто повеќе за Куманово дека ќе се направи и ќе се донесе? Знаете како, секој си сака да си повлече што повише за дома. И тоа е нормално. И благодарност, особено до мојот партиски другар и колега Оливер Спасовски, кој што маестрално го водеше Министерството за внатрешни работи изминатите 2,5 години. Ние имавме ситуација кога постоеше едно МВР. И тоа го знаевме и го слушавме од бомбите, каде што определени припадници на полициските служби не знаевме во момент дали се полицајци или се некој што друго. Оливер Спасовски во изминатите 2,5 години покажа и докажа како едно Министерство за внатрешни работи треба да изгледа. Сите констатираме и знаеме дека и очекуваме дека секој полициски службеник треба да биде пријател на граѓанинот, а не да се нити страв, нити некои останати чувства. Едноставно Оливер Спасовски е втор човек во партијата и после Зоран Заев и очекуваме дека ќе остане министр за внатрешни работи, а самата бројки за стапеност на кумановци на листите, 6 кумановци сме, Оливер Спасовски, јас, Мирослав Јовановиќ од коалиционата Српска странка, Зоран Павловски, Лидија Тасевска, Драгана Коцевска од СДСМ, е доволен факт за партиципацијата на СДСМ во избирачките листи. Знаеме дека имаме и уште еден министр, тоа е министр за земјоделие, нашиот сограѓанин Трајан Димковски, имаме неколку директорски позиции и што е најбитно за Куманово, имаме средства 112 милиони евра од буџетот на јавното претпријатие за државни патишта се вложени во североисточниот регион, односно во околината на Куманово. Затоа со тие средства се реконструирани сите регионални патишта. Господине Костовски, во интерес на времето, за крај, што ќе им порачате на граѓаните, зошто да гласаат за СДСМ и коалицијата Можеме? Еве, да ќе ви отстапиме и простор да им се обратите директно на нашите слушатели, на вашите потенцијални гласачи. Така. Значи, почитувани мои сограѓани, почитувани мои кумановци, битно е, важно е да излезете на 15 јули во среда. Гласањето ќе трае 3 дена. Во понеделник ќе гласаат луѓето заболени од коронавирусот COVID-19 и оние што се во самоизолација. На 14 гласаат болни, изнемоштени и сите останати кои што се на одслужување на казна затвор. На 15 гордо, достоинствено да излезете во што помасовен број. Да направите разлика помеѓу доброто и лошо. Да направите дистинкција помеѓу она што го доживеавте во овие 2,5 години, да го почувствувате моментот на споредба помеѓу 2,5 години на просперитет и развој наспроти она што значеше режим 11 години. Да направите разлика помеѓу она што го нуди коалицијата Можеме, како прва или прв столб, нова македонска економија, односно рестарт на македонската економија. Да направиме напори да ја стопираме кризата со COVID-19. Да се подсетиме дека СДСМ во изминатите 2,5 години имаше грижа за сите. Да направиме можност во оваа држава да има ред, дисциплина и правда за секој еден.
да направите избор за еко држава за секој еден. И да знаете со прст на чело дека Република Северна Македонија под водство на СДСМ влезе во НАТО, можеме во Европска Унија. Преземаме одговорност за мандатот 2024 година граѓанинот да биде во центар на вниманието на државата, на владата, на општината. Почитувани кумановци, ве повикувам масовно да дадете подршка за број 3 на 15 јули. Носител на листа Оливер Спасовски. Господине Костовски, јас ке ви се заблагодарам за вашето учество во емисијата во Радио Бум. Ке ви посекам најпрвин здравје, мирни, фер и демократски избори и нека победи подобриот, се разбира. А подобриот е коалицијата можеме. Ви благодарам. Тоа ќе го кажат и граѓаните. Уште еднаш ке ви се заблагодарам, многу среќа на изборите и многу здравје. Ви благодарам, Сузана, и се надевам дека ќе се видиме во наредниот период да поразговараме и за изборните резултати и за она што го очекува Куманово. Секогаш сте ни добре дојдени. Почитувани наши слушатели, можете да го проследите интервјуто со господинот Мартин Костовски, кандидат за пратеник и председател на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Куманово. Ви благодариме што бевте заедно со нас, останете на програмата на Бум Радио. Само ќе ве потсетиме дека утре во 15 часот во живо ќе ни гостува и носителот на листата од изборната единица број 2 од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Оливер Спасовски. Ви посекуваме пријатно попладне.